Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Се поднесуваат барања за субвенционирани комунални услуги. Центарот за вработување со мерка Втора шанса. Центарот за култура со отворен повик за волонтери. Владата на Република Северна Македонија денеска на 118-та редовна седница го разгледа и го усвои предлогот на Министерството за образование и наука второто полугодие од учебната 2022-2023 година наместо на 18 јануари да започне на 23 јануари, понеделник, со физичко присуство за сите ученици. Во образложението од Министерството за образование и наука е наведено дека зимскиот распуст се продолжува поради заштеда на грејење и заштита на здравјето на учениците. Општина Куманово и годинава ќе ги субвенционира трошоците за комунални услуги на одредени категории на граѓани. Барањата со потребната документација се доставуваат до архива на општина Куманово, а најдоцна до 10 февруари, соопштија надлежните. Од денеска до 10 февруари годинава граѓаните на Куманово може да поднесуваат барања за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2023 година, соопштија денеска од општина Куманово. Право на субвенционирање на трошоците за комунални услуги ќе може да остварат лица кои што имаат статус на самохрани родители кои што живеат на територија на општина Куманово, што подразбира родители кои што сами ги извршуваат родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности. Стечени работници кои што живеат на територија на општина Куманово, а кои не стекнале право на материјално обезбедување согласно Законот за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатија со доминантна сопственост на државата. Згрижувачки семејства кои што живеат на територија на општина Куманово, што подразбира згрижувачко семејство и 24 часовна грижа за деца и возрастни лица кои што немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопствено семејство. Деца без родители и родителска грижа кои живеат на територија на општина Куманово, односно лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно по престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст доколку се образуваат. На доместок заради попреченост лицата кои што живеат на територија на општина Куманово со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 години возраст, односно тешка или длабока интелектуална попреченост, најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно глуво лице. Приматели на право на социјална сигурност за стари лица, односно лица со навршени 65 години возраст. Приматели на право на посебен додаток согласно Законот за детска заштита, во која што категорија на лица спаѓаат лица со специфични потреби кои што имаат пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, односно тешки, потешки и најтешки пречки во телесен развој, умерена тешка или длабока ментална попреченост, најтешки облици на хронични заболувања, најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот, Даунов синдром. Барањата може да се подигнат во архивата на општина Куманово и на портерницата во зградата на поранешен АДЗИКС Протиградскиот стадион, одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита или на линковите кои што се објавени на официјалниот веб-сајт на општина Куманово. Барањата со потребната документација се доставуваат до архива на општина Куманово од денеска 10 јануари до 10 февруари годинава. Барањата кои што се однесуваат на малолетни лица ги пополнува родител, односно старател, како подносител на барањето. Општина Куманово известува дека врз основа на одлуката за обезбедување на помош за домување на материјално и стамбено необезбедени лица, корисници на гарантирана минимална помош, за 2023 година право на субвенционирање на трошоци за комунални услуги и трошоци за кирија ќе може да остварат лица кои што имаат статус на корисници на гарантирана минимална помош. Материјално и стамбено необезбедени лица кои живеат на територијата на општина Куманово, лица кои живеат под кирија. Потребните документи за субвенционирање на оваа категорија граѓани се објавени на официјалната веб страница на општина Куманово, kumanovo.gov.mk.
Подносителите пополнуваат 2 барања за двете наведени субвенции. Барањата може да се подигнат во архивата на општина Куманово и на портирница во зградата на поранешен АД Козјак спроти градскиот стадион, Оделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Или на следниве линкови. Барања со потребна документација се доставуваат до архива на општина Куманово од 10.1.2023 до 10.2.2023 година. Невработените активни баратели на работа кои што немаат завршено средно стручно образование имаат можност преку мерката Втора шанса да го докомплетираат своето образование. Заинтересираните може да аплицираат во Центарот за вработување во Куманово најдоцна до 27 јануари годинава во канцеларијата број 8, информираат надлежните. Невработени кумановци кои што се активни баратели на работа и кои што немаат завршено средно стручно образование имаат можност преку мерката Втора шанса да се пријават во Кумановскиот центар за вработување и да го докомплетираат своето образование, информира раководителот Марија Димитриевска. Апликантите по завршувањето на образованието ќе добијат диплома за завршено средно училиште и диплома за положена или државна матура, зависно од нивниот избор. Апликантите по завршувањето на образованието ќе добијат диплома за завршено средно училиште и диплома за положена или државна матура, зависно од нивниот избор. Станува збор за пилот мерка, односно мерка која што првпат се спроведува оваа година. Преку овој јавен повик се повикуваат евидентираните невработени лица, активни баратели на работа, кои немаат завршено средно стручно образование, односно 3-та година од стручно образование за занимања или 4-та година од техничко образование, а се заинтересирани да се вклучат во оваа мерка и да го докомплетираат своето средно стручно образование со тоа што ќе добијат диплома за завршено средно стручно образование кое што не ја стекнале додека биле вклучени во процесот на редовно образование. Целни групи кои што се опфатени со оваа мерка, значи се ранливите категории на пазарот на труд, а тоа се корисници на гарантирана минимална помош, младите лица до 29 годишна возраст, роми, жени, лица со попреченост и долгорочно невработените лица, односно лица над 12 месеци во евиденција како активни баратели на работа. Заинтересираните лица при пријавувањето треба да приложат оригинал од свидетелство за завршена втора година од средно стручно образование или пак 3-та година од техничко образование, нели доколку станува збор во првиот случај за 3-годишно образование, во вториот за 4-годишно образование. Кандидатите кои што ќе ја завршат образовната програма ќе се стекнат со диплома за завршено средно стручно образование и положена училишна или државна матура зависно од нивниот избор. Трошоците за образовната програма кон средните стручни училишта, односно регионалните центри за стручно образование и обука, ќе бидат платени од страна на ИПА проектот Активација на ранливи групи на пазарот на труд. Мерката Втора шанса е пилот проект за која надлежните се надеваат дека ќе има голем интерес од невработените кои што од различни причини целосно не го завршиле своето средно стручно образование. Огласот е објавен на 31 декември минатата година, а кумановци може да аплицираат најдоцна до 27 јануари годинава, информираат надлежните. На Табановце е приведен поранешниот директор на Царинската управа Драган Даравелски. Според соопштението на МВР, денеска на граничниот премин Табановце е приведен ДД, кој се бараше со меѓународна потерница и ќе биде пренесен во надлежната казнено-поправна установа. Даравелски во 2007 година беше осуден во отсуство на 7 години затворска казна поради злоупотреба на службената положба и овластување, тешка 136 милиони денари. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека рано изутринава во 4 часот и 30 минути било пријавено дека на улицата Лесковачка настанал пожар во куќа собственост на 91 годишен жител на Куманово. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово, а повредени лица нема. Екипа од СВР Куманово извршила увид на местото. Ден претходно во СВР Куманово попладнето било пријавено дека на улицата Власто Радоњанин, 39 годишна жена од Куманово, била касната од куче скитник.
Општина Куманово објави јавна покана и ги повика физичките и правните лица да поднесат даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2023 година и да поднесат пријава за утврдување на комунална такса за фирма, назив на деловна просторија, односно фирмарина за 2023 година. Секторот за даноци и такси од општина Куманово ги повикува обврзниците да поднесат даночна пријава за утврдување на данок за имот за 2023 година и да поднесат пријава за утврдување на комунална такса за фирма, односно назив на деловна просторија, односно фирмарина за 2023. Во соопштението се прецизира дека даночната пријава за утврдување на данок на имот за годинава поднесуваат даночните обврзници, правни и физички лица за имот што го стекнале или почнале да го користат во текот на 2022 година, а за кои не поднеле даночна пријава. Пријава треба да поднесат и обврзниците кај кои има промена во имотот преку менување на сопственоста, оние на чии имот има промена на вредност, односно доградба, надградба, довршување, проширување. Даночните обврзници, правни и физички лица кои поседуваат имот што се оданочува, кои во периодот од 1994 до 2022 година не поднеле даночна пријава за утврдување на данок на имот, треба да поднесат и пријава. Даночна пријава се поднесува до општина Куманово, односно сектор за даноци и такси, на чие подрачје се наоѓа имотот најдоцна до 31 јануари годинава. Даночниот обврзник кој не поднел даночна пријава за периодот од 1994 до 2022 година, а кој нема промена во сопственоста или вредноста на имотот, не поднесува нова даночна пријава. На даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определените рокови по оваа јавна покана, ќе им биде изречена парична казна за сторените прекршоци, согласно Законот за даноци на имот, стои во соопштението на секторот. Пријавата за утврдување на комунална такса за фирма, назив на деловна просторија, односно фирмарина, поднесуваат таксените обврзници за регистрирани фирми, назив на деловна просторија, односно деловна единица за извршување на соодветна дејност, кои досега не поднеле пријава до надлежниот орган за утврдување на обврската по основна комунална такса, како и обврзници кои поднеле пријава за утврдување на обврската по основна комунална такса за фирма, назив на деловна просторија, односно деловна единица, кај кои во досегашниот период постојат промени. Градоначалникот Максим Димитриевски информира дека во 2022 година изградени се 5 нови мултиспорт игралишта со тартан подлога во Агино село, село Романовце, село Пчиња, село Клечовце, во дворот на Крсте Мисирков и основното училиште Браќа Миладиновци. Во 2023 година предвидуваме 3 милиони денари буџет за изградба на нови спортски терени, како и 16 милиони 500 илјади денари буџет за поддршка и развој на спортот во општина Куманово. Дополнително предвидуваме 4 милиони 800 илјади денари буџет за нови детски катчиња, да обезбедиме повеќе простор за игра и забава на нашите најмили, порачува Димитриевски. Димитриевски потенцира дека продолжува создавањето на квалитетни услови за тренирање и рекреација, стимулирање на млади таленти и вреднување на нивните достигнувања во повеќе различни спортови, со што придонесува за здрав развој на младите и поддршка на локалните спортски клубови преку Општинскиот сојуз на спортови. Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев ќе ангажира волонтери кои ќе помагаат во реализација на програмските активности во текот на годината. Сите заинтересирани може да се пријават во Центарот за култура, а првите настани ќе се организираат по 20 јануари годинава. Центарот за култура Трајко Прокопиев на почетокот на годинава објави конкурс за волонтери млади кумановци кои што сакаат да помагаат во организација на настаните во Националната установа. Директорот на Националната установа Сашо Тодоровски е оптимист дека ќе се пријават повеќе млади луѓе кои што имаат желба своето слободно време да го поминат во Центарот за култура и заедно со вработените да придонесат за културниот живот во градот. Имавме искуство едно минатата година за денови на комедија, навистина имаше одличен одзив на млади луѓе, кумановци кои сакаат да бидат тука со нас, ни помагаа во организацијата на фестивалот и сигурни сме дека и оваа година ќе се пријават луѓето, младите луѓе, сите кои сакаат, кои имаат интерес во култура да бидат со нас да организираме заедно настани. Искуството беше одлично и за нив и за нас, така да сигурен сум дека може да дојдат и ќе дојдат да се пријават во Центарот за култура и оваа година.
Ние ги повикуваме младите луѓе од 18 до 28 години, меѓутоа секој кој сака, кој има интерес, кој има желба, кој има слободно време може да дојде тука во Центарот за култура и да помага во организацијата на настани. Настаните најчесто се во вечерните часови, така да потребно е да бидат тука со нас, да ги организираме настаните, да присуствуваат на настаните и еднословно сите заедно да сработуваме. И годинава Центарот за култура со исто темпо како и претходната продолжува со активности од различни дејности, изложбена литературна дејност, представи фолклор. Годинава веќе имаме закажано во месец јануари една изложба на 26 јануари. На 27 јануари гостуваме со нашата изложба Кумановски графичари во музеј на град Кавадарци и Неготино. Крајот на јануари имаме исто така промоција за Горан Стефановски на промоција на книга, така да очекуваме исто така богата културна програма и ова година. Најпрви ја очекуваме годишната програма од Министерството за култура, која треба да се објави во текот на почетокот најверојатно на месец на февруари, за да знаеме со кои финансиски средства располагаме, кои проекти ни се одобрени, со цел да може да ја реализираме програмата. Кумановскиот центар за култура Трајко Прокупиев минатата година доби 5,5 милиони денари од Министерството за култура за реализација на годишната програма. Кумановскиот Црвен крст по повод новогодишните и божичните празници подели 75 пакети со храна за ранливите категории семејства од општините Старо Нагоричане и Липково, соопштија денеска надлежните. Дополнително 30 пакети беа поделени на кумановски семејства од ранливи категории. Црвен крст Куманово и во наредниот период ќе продолжи со дистрибуција на хуманитарна помош за најранливите семејства од општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Ова се редовни активности со кои им се излегува во пресрет на најсиромашните во општините. И во продолжение вести од Македонија, новинар Снежа Петковска. Успешна 2022 година во борбата против недозволена трговија со дрога. Запленети над 2,4 тони дрога која би достигнала вкупна вредност од 6 милиони евра на црниот пазар, објави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на неговиот профил на Facebook. Меѓу запленетата дрога има марихуана, хероин, кокаин, амфетамин и хашиш. Сузбиени се 12 организирани криминални групи составени од 51 член. Откриени се, напиша Спасовски, над 700 кривични дела за кои се пријавени над 800 сторители. Тука се и заплените на 20 тони најразлични прекурсори со цел понатамошно производство на синтетичка дрога. Вредна за споменување е заплената од 1 тон прекурсори на Скопскиот аеродром, од кои би можело да се произведе амфетамин во вредност од над 50 милиони евра, објави министерот за внатрешни работи на Facebook. Воедно во делот на недозволена трговија со дрога, информира Спасовски, во 2022 година е извршено најголемото уништување на запленетата дрога досега, вкупно 10 тони дрога. Продолжуваме со несмален интензитет и во 2023-та, порачува министерот Спасовски. Од оваа година повратот на данокот на додадена вредност од фискалните сметки наместо 1800 денари ќе се зголеми на 2100 денари. Предлог законското решение е во собраниска процедура и ставено е како 6-та точка на денешната 99-та пленарна седница. Законот се носи по скратена постапка. Правото на враќање на ДДВ се остварува за секое календарско тримесечје во кој е издадена фискалната сметка. На предлог на Министерството за финансии, владата на 27 декември 2022 година го утврди текстот на предлог законот со кој се зголемува максималниот износ на поврат на ДДВ што може да го добие едно физичко лице. АДСМ на 9 јануари годинава произведе 18.488 мегават часови електрична енергија, со што целосно ги задоволи потребите на домакинствата и малите потрошувачи. Во термоелектраните произведени се 12.390 мегават часови, а во хидроелектраните и во ветерниот парк Богданци произведени се 6.098 мегават часови. Во изминатото денонокие АДСМ не набави електрична енергија од странство. Времето ден облачно време со дожд. Дневната температура ќе достигне 6 степени, а утринската ќе биде 1 степен.
Ви благодарам за вашето внимание, имајте пријатна вечер.